Постојат многу факти кои укажуваат на тоа дека Израел е испраќал оружје на Србија во текот на 90-тите години. Погледнете го овој проектил. Лансиране на Сараево во 92-та година. Но почекајте, зошто е означен со хебрејски букви? И како тоа оружје и покрај забраните за увоз на оружје го нашło својот пат до Босна и Херцеговина. Israel sold weapons to Milosevic during the genocide in Bosnia. Постојат многу факти кои укажуваат на тоа дека Израел е испраќал оружје на Србија во текот на 90-тите години. Меѓутоа, продавајќи го оружјето на Србија, Израел го кршеше меѓународното ембарго наметнато во 1991 година, со што додатно им отежа на другите држави од поранешна Југославија, на кои претходно им беше одземено речиси целото вооружување. Да почнеме со анализата на дневникот на поранешниот командант на војската на Република Српска, кој е осуден за најстрашните злосторства извршени на тлото на Европа од Втората светска војна, Ратко Младич. Во изводот од пресудата на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија од 2011 година, во неговиот дневник се спомнува понудата на израелската помош на војската на Република Српска. Од Израел нудат заедничка борба против екстремниот ислам. Нудат обука на нашите луѓе во Грција на нивен трошок. Ни нудат за 500 луѓе бесплатна пратка на снајпери. Рекоа дека дошле во Бихаки. Не знам дали и ја дале на Србија. На присутноста на израелското оружје укажаа и неколку проектили лансирани на Сараево во 92-та година, кои беа означени со хебрејски букви. Еден од нив е пронајден на подрачјето на ридот Жуч во Сараево, кој го сочува професорот Берко Зечевиќ. Постојат наводи на офицерите на Обединетите нации дека кај бројни српски војници виделе дека носат автоматски пушки УЗИ, кои се израелско производство. Според доказите кои ги собра израелскиот експерт за студии на геноцид Јаир Аурон, и гранатата која на 5 февруари во 1994 година е испукана на пазарот Маркале, кога се убиени 68, а ранети 144 лица, имаше надпис на хебрејски јазик. This is terrible. Selling weapons to a country who commit genocide, is it exactly, it took me years to say, that I say, is exactly as somebody sent weapons to the Nazi Germany. Професорот Аурон веќе со години бара податоци за извоз на оружје од Врховниот израелски суд, укажувајќи дека постојат индиции дека војската на Република Српска користела оружје купено од Израел. Меѓутоа, Врховниот суд го одбива неговото барање, тврдејќи дека објавувањето на документите би можело да доведе до кривично гонење на израелските државјани. Така е и денес. Од 7 октомври, од почетокот на израелската геноцидна војна во Газа, Србија на Израел му испрати оружје во вредност од повеќе од 15 милиони евра. Дали историјата се повторува?